Почитувани граѓани, почитувани новинари. На самиот крај од кампањата за парламентарните избори 2020 година, сакаме да информираме јавноста на две теми, кои се поврзани директно со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Во вторникот, во седиштето на СДСМ пристигнаа материјали, како што е наведено од професор на Машинскиот факултет во Скопје, на кој се гледа дека доцент Мицковски и неговиот татко, професорот Мицковски, покрај тоа што се еклатантен пример за непотизам, биле извршители на договори за работа како ревиденти и консултанти за тендер во државната компанија Елем. Секако, тоа не го направиле про боно, туку уредно е фактурирано и наплатено. Па така, ќе видите во документите со кои поседуваме дека одредени фактури се 105.000, 38.232, 32.400, 207.680 денари. Ова не е ниту морално, ниту етички. Покрај директорувањето во Елем, собственоста на хидроелектрани, фамилијата на Мицковски, кланот од Машински факултет, биле ангажирани и како консултанти во државната компанија Елем. И второ, додека сите функционери на Социјалдемократскиот сојуз го ставаат на увид секој потрошен денар, транспарентно и отчетно, Мицковски секоја вечер повикува да во иднина да се провери имотот на политичарите. Ама тој Мицковски нема декларирано анкетен лист ниту пред граѓаните, ниту пред антикорупцијска. Па така, јавноста има право да знае. И има право да знае како заработувал во минатото, како заработувал сега. Кој имот го поседува во Републиката и кој имот го поседува надвор од Републиката. Затоа на 15 јуни излезете и гласате за Социјалдемократскиот сојуз. Немој да дозволиме да се вратат злоупотребите од Груевски, Мицковски заедно со нивните фамилии.